Здраво, јас сум Микија, вие гледате Инстант вести на Радио МОВ, првите македонски младински вести за Инстаграм. Како што веќе може да забележите, едве забележувате исто јас, и вака одморена ќе ви ги кажам најважните вести за изминативе 2 недели. А ако ме гледате од плажа, не можете да издржите да се вратите од Скопје, да ве потсетам. Користете повисок заштитен фактор за да не изгорите и се мачкате со алоe крем и кисело млеко, како мене. Значи, откако се договоривме за заштитата од сонце, продолжуваме со нашите 2 стандардни, постојано актуелни теми – пандемија и вакцини. Јас завршив со двете, всушност само со едната, со вакцинацијата. За крај на пандемијата изгледа ќе си почекаме за тоа што делта сојот веќе се шири кај нас, а бројките Добре, се збунив. Делта сојот веќе се шири кај нас, а бројките на новозаразените почнуваат да растат. Пак. Што значи повторно ќе треба да почнеме да миеме раце. Не треба само да продолжиме и да ставаме маски кај што има гужва. Инаку границата за вакцинирање кај нас се спушти на 12 години, па најавено е дека ќе има Pfizer за децата и младите до 18 години. За останатите се знае. Made in China. Слушајте доктори, внимавајте и заштитете се. Многумина од нас поитаа надвор од границите. Добрата вест е што не ставија на зелената листа за повеќе држави, ама пак секоја држава си има свој правила. Некаде треба тест, на друго место вакцина, на трето границите се менуваат со пасош, ама важечки. Нека не ве лажат изјавите на надлежните дека може да се патува со истечен пасош. Не, не и не. Не пробувајте. Ако веќе немате пасош, а сте запнале да одите на море со лична карта, секако важечка, може да се влезе во Србија, Црна Гора и Албанија, а може да тркнете и до Косово. А ако сте за подома, убаво е во Струга, Охрид, Дојран и Преспа. Од вас зависи. Само да знаете дека прво ќе го кажам Струга, Охрид, па Дојран и Преспа. Не може Дојран прв да иде. Без разлика. Инаку, како Струга нема друга. А како Велешта? Тоа ќе ни каже нашиот денешен инстант дописник. Еуген, добре дојде во Инстант вести. Што прават младите во Струга? Përshëndetje, unë jam Eugen Shej, jam 18 vjeç dhe vi nga fshati Veleshti i Strugës. Unë jam përgjigjur ftesësuesin i ri strugan për të folur për atë se si rinia e kalon kohën gjatë stinës së verës në qytetin ton. Rinia në qytetin ton gjatë stinës së verës është mjaft e frekuentuar dhe e preokupuar gjatë mbrëmjeve të vonshme, të cilat e karakterizon Strugën sepse Struga ofron një peizazh të mrekullueshëm dhe neve gjatë natës si të rinë jemi të frekuentuar nga kafenet, diskotekat dhe të ndryshme, po ashtu ne si rini marrim pjesë edhe në mbrëmjet kulturore, në mbrëmjet muzikore, si quhet është edhe nata e poezive, e këngjeho, e cila jep një hijeshi mjaft të bukur Strugës sot e 30 vite, po ashtu neve si rini marrim pjesë edhe në rekreativitete të ndryshme, sepse Struga ka edhe liçenin e saj të mrekullueshëm që na mundëson dhe na kostik me një pamje të mrekullueshëm që ne si të rinj të marrim pjesë dhe të udhëheqim karavanin për t'u gostitur edhe turistëve një pamje të bukur në Strugë. Struga po ashtu i jep një hijeshi të bukur stinës së verës sepse vjen edhe diaspora ku ne së bashku me rinin organizojmë aktivitete të ndryshme ku mobilizohemi bashkarisht dhe bëjmë që Struga Verës të ketë një pamje të mrekullueshme siç duhet ta ketë gjithmonë edhe në stinet e tjera. Pra, si rini strugane ne kalojmë mjaft mirë stinën e Verës ku i gostitin të gjithë banorët me mbrëmje të ndryshme, evenimente të ndryshme, me fjalime të bukura që na mundëson që edhe neve ta bëjmë Strugën një vend multietnik. Unë ju lus dhe ju ftoj edhe juve që ta vizitoni Strugën, sepse me të vërtet do t'ju mbese një mbresë e mrekullueshme dhe të thoni se si në Strugë nuk ka tjetër. Ju falenderoj dhe ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirë. Ka Struga e bukur. Ги покачија стипендиите. Замислете, не се зезам, туку ова е вистина. Социјалните стипендии за студентите кои изнесуваат 3000 денари од сега се зголемуваат на 6000 денари, а ученичките кои се движеа од 2000 до 2900 денари од септември ќе бидат 3500. Студентите по хемија, физика и математика добиваат покачување на 18000 денари бидејќи се дефицитарен кадар. Инаку по 10 години се враќаат и стипендиите за магистерските и докторските студии.
Ова ако не ме натера да останам на докторски студии, не знам што ќе ме натера. Ама намисла сум, може да сменам смер. Може ќе се запишам на физика, пошто сепак 18.000 денари за дефицитарен кадар не е малку. Мики Милане, баш ми на сине дес не зафракна Марфи и ни се пукна од врнење. Ама па затоа организаторите беа многу фини и го продолжија фестивалот за еден ден. Бевме на филм во МКЦ, во парк и во амфитеатарот во Карпош, а посетивме неколку концерти. Да, и ние отидовме и на Свемирко на Леклер, каде чекавме ред пола саат за пиво. Мислам, за Кока-кола. Не би уствари тргнете ми ја Кока-колата, вода дајте ми. Спаваш ли мирно, Кристијано Роналдо? Сена се, одлично издание на Синедес и оваа година. По една година пауза поради пандемија се одржа фестивалот Екзит во Нови Сад. Само на првата вечер на Петроварадинската тврдина присуствуваа околу 42.000 посетители од 70 земји. Фестивалот прослави 20 годишен јубилеј и беше првиот голем фестивал што ова лето се одржува на европско тло под строги безбедносни мерки. Влезот во тврдината беше дозволен за посетителите кои имаат дигитален зелен сертификат, што значи дека биле вакцинирани или го прележале коронавирусот, или за оние кои беа со негативен брз антигенски или PCR тест. Може да почнеме? Може. Во Инстант култура денеска ви го представуваме составот Алембик на Виктор Танасковски и Ива Дамјановски. Нивната музика ти објаснуваат како обид за спои и реобмислување на различни музички жанрови, користејќи експериментални и атипични начини на произведување звук. Неодамна го објавија видеоспотот за песната Динамо, кој е колаш од видеозаписи од архивата на македонската радиотелевизија. Ајде да видиме. Повеќе протести го одбележаа периодов. Издвојуваме две од нив. Жители на скопската населба Железара излегоа на протести откако на улицата Коце Металец загина 45 годишна жена која беше прегазена од автомобил кој се движел со голема брзина. Граѓаните велат дека живеат во немир поради постојаното сообраќајно дивење на улицата. Бараат поставување семафори, лежечки полицајци на улицата, како и редовни контроли и камери. Протестираа лицата со попреченост во Скопје. Со транспаренти и знаменца со надписи "Имам право на достоинствен живот", тие преку марш побараа почитување на основните човекови права за еднаквост во македонското општество. Најавија камп пред собранието и рекоа дека нема да се откажат од борбата за достоинство и подобар живот. Мешани патроли од полицајци и родители минатиот викенд беа во ноќна инспекција на охридските струшки локали, а сето тоа во рамки на превентивната кампања Суседска патрола. И сега, целта на кампањата била родителите да видат каде излегуваат нивните деца, како се забавуваат, кои места ги посетуваат и како постапуваат полицајците. Па така малку си поразговарале со младите, легитимирале гости во угостителските објекти и ги информирале младите, односно малолетниците, за законските обврски. Срце ќе ме стрефија кога видам мајка ми како се шета со полиција навечер во кафичи. А сега продолжуваме со нешто полабаво, а сепак многу сериозно. Како што знаете, попис на население немаме 20 години, ама затоа се попишаа штрковите од село Стојаково и наку дел од општината Богданци. Така, местната заедница во селото забележа 47 гнезда, 94 возрастни штркови и 163 млади штркчиња. Колку население е останато, тоа се уште не знаеме. Инаку најавено е дека пописи на население ќе има годинава, да видиме да не веруваме, дури има и повик за попишувачи. Само од искуство да сме живи и здрави, па ќе ве известиме понатаму што, дали и ако се случи. Иран представи апликација за запознавање одобрена од државата, чија цел е младите полесно да стапат во долготраен и информиран брак. А таман мислевме дека е некоја за позабава.
Апликацијата им овозможува на корисниците да бараат и да го изберат својот партнер, е единствена државна платформа од ваков вид во Исламската република. Иако апликациите за запознавање се популарни во Иран, тамошните власти велат дека сите други платформи освен оваа се нелегални. А јас и другарките последен пат дечко баравме преку Инстаграм. Да бевме во Иран, веќе ќе бевме уапсени. Пред крај само да ви напоменам дека е отворен повикот за волонтери на Македокс. Толку за денеска, а по мала летна пауза повторно се гледаме во септември. Таман ќе ви кажам како прошло Hot Girl Summer, дали изгорев и колкав фактор користев на плажа. Останете живи, здрави и скулирани, обидете се да се вакцинирате, доколку сакате, препорачливо. Не! Многу реклама давам за вакцини, а? Добро, окей, ова не е спонзорирано од владата на Република Македонија. Мики се одјавува од Instant Вести, толку од мене. Чао!